Не случајно денеска се обраќаме повторно до јавноста, бидејќи сакаме да ги подсетиме надлежните органи и оние кои што се одговорни во случајот дека оваа приказна нема да ја заборавиме и дека нема да ја оставиме само како хартија во нашата канцеларија. Пред неколку месеци дознавме за случајот од пресконференцијата на Народниот правобранител, кој што и покрај тоа што за случајот дознал неколку месеци предходно, дознавме дека единствено се обратил до Министерството за труд и социјална политика да побара информации. Од тогаш до денес Хелсиншкиот комитет го посети детето кое што се наоѓа во Топанско поле, што е завод за рехабилитација на млади, сосема несоодветна установа за едно глувонемо дете, кој што е притоа е сосема воспитно запуштено. Тоа што го констатиравме е дека детето се наоѓа во нормална физичка состојба, иако медицинските наоди говорат дека тој боледува од тешка форма на церебрална парализа. Од тие причини ние доставивме и во тој период соопштение до јавноста во која повикавме дека итно треба да се преземе нешто со животот на малиот Леон, односно негово соодветно сместување, значи во установа, во која што тој ќе може да го научи јазикот, брејвата азбука, значи ќе може да комуницира со надворешниот свет. Меѓутоа, повикавме и на Министерот за труд и социјална политика и на Министерот за здравство да ги преземат мерките од нивна надлежност со цел да се обезбеди соодветен медицински наод за неговата здравствена состојба, бидејќи очигледно е дека тој наод, потпишан од 8 компетентни лекари, стручни лица, сосема не соодветствува со фактичката состојба. Моментално каде е малиот Леон? Малиот Леон се наоѓа се уште во Топанско поле. Нашите информации говорат за тоа дека се уште не е извршена рекатегоризација на неговата здравствена состојба, значи не е донесен нов наод и мислење за неговата здравствена состојба, значи тој се наоѓа во истата установа, се уште не се работи со него на начин соодветен на неговите потреби, што значи дека и понатаму продолжува процесот на неговото воспитно, но и здравствено запуштање, за што сносат одговорност повеќе институции во државава. Ние повикавме на тоа дека треба да сноси одговорност и директорката на Центарот за социјални работи во Битола, која што врз основа на тој наод го сместила Леон во Бања Банско, каде што Леон беше пронајден понатаму врзан, значи третиран нехумано, нечовечки и сосема запуштен и од воспитна и од здравствена гледна точка. Кога се дозна за случајот, Леон повторно беше сместен во установа, каде што и денес се наоѓа, која што не е соодветна за неговиот правилен раст и развој. Јас ќе побарам одговорност и за лекарите кои го подпишале тој медицински наод. Сметам дека јавниот обвинител има доволно основ да покрене кривична постапка против оние лекари кои што го ставиле подписот на овој документ. Денешното соопштение го испратив за да ја информирам јавноста дека до денес ниту Министерството за здравство, ниту Министерството за труд и социјална политика, ниту еден друг надлежен орган на нашето барање за информации нема одговорено. Како понатаму ќе постапите? Гледате, како што рековте, институциите се глуви за случајот на Леон. Како понатаму? Дали ќе се обратите до некои по други надлежни институции? Како што наведов предходно, ќе најдеме начин значи во согласност со закон, да доставиме информации до јавниот обвинител и тој да покрене постапка против оние лица кои што сметаме дека се кривично одговорни во случајот. Така. Нешто да додадете? Мислам дека инертниот став едноставно занемарувањето на состојбата на малиот Леон, приказната на малиот Леон не треба да биде заборавена. Јас за случајот ќе продолжам да известувам и ќе продолжам да покренувам соодветни постапки, затоа што, како што реков и во изминатите месеци, се сумневам дека Леон е единственото дете
на кој што му се случува ова што му се случува. Сите сме запознати со тоа дека највеќе децата од ромската етничка заедница несоодветно на нивната здравствена состојба се сместуваат во специјални училишта. Тука е наоѓање и таа врска во ситуацијата со Леон и мислам дека случајот на Леон треба сериозно да не загрижи, бидејќи говори за тоа дека најверојатно не е единствениот случај и дека многу други деца се наоѓаат во установи кои што не можат да им го пружат тоа што е соодветно за нивниот правилен раст и развој.